Дали е точно дека во 2018 година си ја преживел почетната фаза на болеста за која се уште нема лек? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Убав човек. Убав човек на убаво место. Голем човек си ти Миро. Убав човек секаде се оди, така викат по старите. Добар ден. Добар ден. Добар ден ви дал Господ. Иван, како си? Одлично, Миро Кацаров, како си ти? Што приш? Еве да ти кажам, многу убав сончев ден, излегов на едно кафе и дојдов кај тебе да видам што по смирен сталажен. На подкаст. Различен подкаст од останатите подкасти. Вистина или не со Миро Кацаров, канал 77 број 1 национално радио, само хитови. Лайк, сабскрайб за повеќе јавни личности на Полиграф си бил и досега на Полиграф. Знаеш, овој детектор на лаги те стават полиција некаде. Никогаш не сум бил, Бил мирно дете? Да, бев мирно дете по тоа прашање, за да не стигнам до полиција. Иначе бев, како да кажам, можеби праведноста ме водеше на тоа да бидам немирно, секогаш барав правда и за другите што се и физички послаби. Така околу мене се карав најчесто за нив и секогаш влегува во некои вербални расправи и поради некој друг, не толку често како мене. А се плашиш некој да те стави на детектор на лаги на Полиграф? Не се плашам, Миро, не знам зашто, затоа што и веќе сум бил на, како што кажа ти, ова е не секојдневен подкаст на канал 77, но сум бил на долготрајни подкасти кај што има прашање во живо и слично, така да не се плашам да ја кажам вистината. Добро, да. Тука и ќе биде дали е релевантно или не. Да, релевантно, дали да знаеш како функционира детекторот, нели, со пулс, со дишење, со брит и се остало. Релевантен е 90%, кажува дека е релевантен, 10% останува неизвестно. Досега мене барем нема изневерено, мал милион јавни личности беа на подкаст овде, на детектор, на Полиграф ставени. Имаш луѓе кои што ја кажува вистината и луѓе кои што не ја кажува вистината. Иван Јованов од Либеро Бенд, дали ќе ја каже вистината и како ќе се справи со подкастот? За кратко. Ајде. Господинот, како си? Ми исповрза, овде е добар сум. Врзан. Дали си спремен? Дали ќе кажуваш вистината? Како судница си, оние судии нешто прашуваат. Да не имаш и Библија, Свето писмо нешто да стане. Дали или си сериозен? Кој јас, што сум? Да. Посериозен си, кога збориш подлабоко, као вака на басови идеме. Како би ми одговорил, вака би ми одговорил. Добро, Иван, дали може да почнеме? Може. Дали твоето име е Иван? Да. На кој си? По кој си? По кој сум? Да. Па, татко ми сакал да бидам женско, да бидам Катерина, Стварно? мајка ми сакала Марко, ама после решила мајка ми Иван и така станав Иван. А кумови овона? Па кумовите немале голем удел, само мама и тато. Ти се свига името? Да. Мислам дека добро го носам. Анализираме одговорот, тебе 3-2, тоа ти го најави на почетокот, се анализира, има, чекај да можам да се наместам кој што треба, има 30 секунди. Дали некојаш си излажал во интервју за да изгледаш подобро пред луѓе? Да, нормално. Ние јавните личности најчесто мораме некогаш да кажеме нешто за да си го, како да кажам, да си го оправдаме она што сме, иако тоа не е правата вистина. Са зависи за каква вистина се работи, ама најчесто гледаш да политизираш, да кажам. Кај најчесто си лажал? Зашо си најчесто лажал? За претходните некои? По принцип не сум лажал во живо или на интервју. Секогаш сум кажувал вистина, поготово на лайв подкасти каде што имаш и прашање и подпрашање, гледаат луѓе што тоа на вистина го знаат и најдобро да си ја кажеш вистината. Дали е точно дека има колега
Што не го поднесуваш во бендот, а глумиш дека сте окей? Не. Во бендот сите сте окей? Сите сме окей. Не знаете некој да се спречкате? Да, тоа е нормално. Сега, не знам како ќе ти покажа таму, али ние не на дневна база, али на неделна база обавезно. Еве, кога сме снимале емисија, ти сам знаеш, многу често знаеме да се закараме за најбанална работа, дали некој сгрешил или не направил Кој е нешто така како што треба. најљутко у бендот? Па нема најљутко, секој се љути за своето, знаеш. своето, да, Криво да, ми е мене ако некој сгреши исто како што него му е криво, ако јас грешам и тука. А кој е најсуетен? Или нема така, сите си... Нема, брат, да бевме суетни, немаше да траеме 15 години да се разбереме. 15 исти состав? Да. Дали е точно дека постои тајна во твојот живот, што ако излезе, ќе те разниша? Не, нема да ме разниша ништо. Значи се е пиц-пец, народно кажано. Не постои нешто што може да ти Види, направи брат, некој. ние јавните личности, се ни е јавно и ние сме мал град, мала држава, каде што се дознава брзо, така да нормално секој си има некои свои тајни што се тоа што случиле во семејството или слично у поблискиот круг, ама најчесто е тоа така. Нема нешто што може те разниша, например, како некоја фотографија, некоја слика, некоја кривично И дело. има кривично дело немам сигурно, но да речеме фотографија, што да дам видео, тоа нормално дека има, секој има кој лаже, кој вика дека нема лаже. Дали е точно дека во 2018 година си ја преживеал почетната фаза на болеста за која се уште нема лек? Да, тоа беше, како да кажам, многу тешка ситуација за мене, за моите родители, бев во многу, како да кажам, лошо исчекување, бидејќи додека се чекаат резултати за нешто такво. Од биопсија? Дали е или не е и колку е напредувано и како. Меѓутоа се беше во ред. Можам да кажам дека периодот на рехабилитација е секогаш најтежок, поготово кога се работи Ти на... го скрати животот на твоите, малтене. Па, види, јас работам со грлото и кога е на истото место, знаеш, има многу фактори за тоа. Јас највеќе ќе се радував ако беше усвоен законов за забрана за пушење во било какви јавни простори, ама ете не се реши законот, така да тоа мене мислам дека највеќе ми влијаеше, така ми кажа и докторите, бидејќи не сум пушач, не пијам алкохол многу ретко, ниту други останати супстанции, пороци и слично. Дали е точно дека си имал авантура со девојка од модниот свет, додека си бил во врска со Антонија? Не. Секојаш си верен како сега со Ивана? Да не се лажеме, не сум бил верен, меѓутоа сум имал причина. Кога требало. Анализирам 15, 14, 13, се морам да ти поставам под прашање. Па, Да, слово, затоа што слово. треба да го чекаме како колку гутки некој додека све се анализира. Анализирањето на детекторот е 30 секунди. Окей. Супер си ги држаш рациве, супер имаш пулс. Еве како да се Супер ти е, да, се предава. дишењето ти е супер. Дали мислиш дека како поединец си поважен од другите во Либеро бенд? Види со оглед на... Да или не? Да, апсолутно. Сега, имаш подпрашање или да оставам на да? Не оставам на тебе ова. Пошто почна да го објаснувам. Мислам дека сум поважен, бидејќи тоа што јас го работам со органот, телото, и ми е многу понапорно да го издржам настапот. Од тој аспект го Да, кажам, и бидејќи јас сум на микрофонот тој што, да кажам, ја води работата, и ако се они нормално добри 70% може би повеќе од тоа што е Либеро бенд, но јас зборувам, јас пеам, јас ја носам одговорноста на бендот, јас сум кај тебе во подкаст, Да. јас ги сносам сите јавни... Ти менаџираш?
за настапи? Не, ние сме толку добри ради тоа што си ја делиме работата, секој си има што да менаџира, секој си има што да прави во бендот, тоа ни е многу добро искалкулирано и средено уште од пред 10 години. Дали е точно дека си имал забранета врска со зафатена личност? Збориме со личност која што е била во брак. Не. Си имал до сега некоја девојка што, тоест некоја љубовница, некоја што е била во брак, што било тоа забрането од страната на твоите родители, као немој таа има деца, немој таа е постара. Не. Таа има маж дома, немој да биде швалер или она швалерка, така натаму, Не, така натаму. не сум имал. Затоа што важеше пред да се ожениш за посакуван фраер, нели беше така? Така те пишува. Види, да, може би стварно во одреден период од мојот живот бев многу посакуван. Добро. И дури беше тоа overload, да кажеме на англиски. Меѓутоа тој период кратко траеше, јас морав да се канализирам, да се насочам кон многу долго траеше, тама морав да се насочам кон кариера, да се семејството, да се смирам, имав тежок период, морам да признам, тоа лаже кој ќе каже дека мене да ми е гајле, не ми е гајле. Те има на сите портали све свашта пишуваат луѓе, нормално и моите дома, тоа секој може да го прочита, така да не е седно. Дали е точно дека имало сцена од љубоморна девојка во интермецо после твој настап? Расправија, кавга, лудило. Не, немало. Никош не си се расправила јавно со девојки, со... Не мора се девојки за рака, може би со Во симпатија. принцип, јас не сум човек што се кара, не сум човек што се расправа, грешува работите со разговор, не сум конфликтен, се немам скарано со никого, фала му на Господ, со сите сум окей, и ти знаеш дека не сум конфликтна личност, со сите што не биле гости и што ни се пријатели, и што не знам, не сум сигурен дека кажале нешто лошо и за мене, па и за тебе, секогаш сум гледал да ја спуштам топката и да биде све коректно. Дали некој си флертувал со девојка Да. на твој другар? Со девојка на мој другар. Или девојка? Во минатото сигурно, да. Како дете? Па некако дете, не знам се колку години сум имал, ала сигурно сум флиртувал со девојка на другар. И што ќе кажеш за тоа? Па ништо што ќе кажам, сме биле деца, многу често си имаме менувано девојки. Така да си имаме менувано, како кажав, ко чорапи да сме менувале. Во младоста често знаеш и ти често ни се случувало. Ти одиш со неба после ја. Така де. Сега. Дали е точно пред да станеш пејач дека си работел во градежна фирма? Не. Што имаш работено пред да си популарен пејач? Свирев во кафана. Да? Да. На што си исто? Види, јас имам нижо виолина, па средно завршив виола и ние свиревме во културно-уметничко друштво со Александар и Дејан од бендот. Стварно? Да, и свиревме акустика во кафани. Свиревме како чалги, функциониравме. И уште од тогаш бевме решени дека ќе правиме бенд и јас така пропеав. Аце басистот рече: Иван, ти ќе пееш, имаш добра боја, и така пропеав. Не сум знал. Да, стварно. Да. Дали си сокрил од колегите во бендот некојаш бакшиш? Немам сокриено бакшиш, многу често се случува на било кој од бендот да му останат негде пари, секогаш ги имаме пријавувано на време. Нормално, јас имам неколку пати испрано во машина, да. Не само јас, и Тасо, пошто најчесто ние сме напред, наши парите се кај нас. И сега кој кај ти пикнал, не можеш да најдеш кој издаден джеп од скинато копчето, не скинато.
Ама не, кај нас такви работи не се случуваат, да се случиле до сега одамна ќе Како бевме ги бројате разделени. после бакшишите, одам после тоа или од дома? Брат, Ти- најчесто Аце Басни он е финансов директор, кај него одат сите финанси и он ги распределува, да. И он е тој човек што очите му се на сите страни и се прати, се гледа, знае што треба, кога треба, он е правиот човек за таа работа. Дали е точно дека на твој настап доаѓале познати политичари со нивните љубовници? Да. Ма нема да разговараме за тоа кои се. Си доаѓа, така, лабав. Па во овој период, во овие години не, но во минатото да. Ти барат некои посебни песни? Па да, ама не би разговарал на таа тема. Си даваат парка? Нормално, секогаш сме били испочитувани до максимум. Добро. Си даваат парка, добро ти ева. Добро. 14-то прашање, Иван, еден од подобрите си одговараш прецизно, динамично и знаеш што сакаш. Дали е точно дека си направил сообраќајка и си избегал од местото на настанот? Па не беше сообраќајка. Да, не беше сообраќајка, ама ја удрив колата и наискрено ќе ти кажам, возев, уплаши? не се уплашив, бев премногу уморен, имав 2 настапи и не бев воопшто спиен, а Ивана не ми беше добра и ја носев малата во градинка и доај гледав и ја подчукнав само колата, ја гребнав малце и застанав, видов дека не е страшно, Не е дека може со полирање да секој помине. го има направил тоа. Да, ама да, Ја у Рикверс така идам, забодено. Искочив, гледам, нема ништо, видам. Што сега, кој ќе чекаш, што ќе изјаваш, друже. Ако нема некој, не дај Боже, човек вака, не дај, мислам. не, види брат, знаеш, у денешно време некогаш е, знаеш, сите сме со сигурања, со све, можеби ќе се реши брзо, ама се, ако видиш, сега сме направиле милион сообраќајки проблеми, ако видиш дека поминува со полирање, па сега ќе му го изгубам и јас него времето и он мене времето, на секој ни е драгоценно, така. Дали е точно дека не сте во добри односи со Жаре Бербер? Не. Не. Напротив, иако сите мислат, многу често ми го имаат поставено тоа и на други места тоа прашање и за Собоби Павловски, дека оние важат како за поконфликтни личности, меѓутоа не, јас кога и да сум се чул со Жаре, кога и да сме биле во контакт, најчесто сме си гледали да си помогнеме еден на друг, што можеме да си помогнеме, него да си одмогнеме, така да не. Добро. Ти Миро, со кого се искаран, смеам ли? Дали е Во точно? режија, смеам ли јас да те прашам? Дека има колеги кои тоа омаловажуваат пред газдите на локалите каде настапуваш? Знам дека има, да, знам дека има. Дори имаше еден период кога имаше колеги што зборуваа, не сакам да ги именувам, што зборуваа дека Либеровент плаќа за да настапува негде. Не ме. Да. Имаше моеве дека ние сме плаќале да настапуваме. Затоа сме имале толку Да настап. кажеш што? Ба не сакам. Некој од овие што пее како вас? Не. Тој што пее како нас нема да го каже никоја што, бидејќи ја знае Не тежината. знаете же тоа рапер, фолкер што? Па фолкери. Аха. Види, на такви моавети зборуваат луѓе што немаат работа. Дали имаше проблеми со твоите родители кога пишуваа и кога се пишеше се и се што по или во медиумите за твојата поранешна врска, за изневерувањето и за се остало? Не, буквално немав никакви проблеми со моите, нема ни они према Читаат мене. коментари, го слушаа, ја... Види, тоа беше толку јавна вест да јас кога ќе влезев у некој локал бев покажуван со прсти, дека се за тоа ше шушкаше се збореш. Меѓутоа ете брзо помина и сите живи и здрави по свој пат. Тоа е тоа. Иначе моите родители тоа го избалансираа многу културно, многу градски.
така да. Фраерски. Па, нема тука што. Добро, и последното прашање, ако не се лажаме, тоа. Дали е точно дека сегашната сопруга Ивана те научи што е љубов? Да. Имавме 18 прашања, имавме 18 одговори. На секој одговор ти одговори со да или со не. Нашиот детектор ги анализираше твоите одговори, за кратко ќе видиме каде кажа вистината, каде не. Благодариме. Ивче, беше еден од оние подинамични соговорници што ми се многу допадна мене затоа што беше прецизен, беше концизен од тоа што го одговараше и се гледа дека се сакаш да работава јавната професија, многу пати знаеш да кажеш ние сме јавни личности и ја разбираш. За разлика од твоите останати колеги, одме прифати покана. Дали твоето име Иван кажа да, тоа е точен одговор? Ја кажа вистина, дали некој се излажал во интервју за да изгледаш подобро пред луѓето, да, тоа е точно одговор, ја кажуваш вистината. Дали е точно дека постои тајна во твојот живот што ако излезе ќе те разниша, кажа не, тоа е точен одговор. Дали е точно дека си имала авантура со девојка од модниот свет додека си бил врска со Антонио Гиговска, кажа не, тоа е точен одговор. Ако сакаш можеш да видиш како изгледа, дојди. Едното е срце од чекување, а другото е пулс. Добро. С ким градиш? Сега може да се, да. Видиш како е. Интересно. Да. Дали мислиш дека си како поединец положа на другите обеден, кажа дај точен одговор. Тоа беше малце комплицирано, јас малце ми беше глупо кога ти опама, гледаш ти си самоуверен и така треба. Види Миро, ти си со нас на емисија. Дали е точно дека си имал забраната врска со зафатена личност? Кажа не, и тоа е точен одговор. А дали е точно дека си имаш некои љубоморни сцени, си имала случувано со девојка во интермецо, кажа не, тоа е точен одговор. Дали некој си флиртувал со другар или со девојка од твој другар? Со другар не сум флиртувал. Кажа да, тоа е точен одговор. Дали е точно дали е точно дека пред да станеш пејач си работел во градежна фирма? Не, точен одговор. Дали си сокрил од колегите бакшиш? Не, точен одговор. Дали на твојот настап доаѓале познати политичари со нивните љубовници? Кажа да, тоа е точен одговор. Дали е точно дека си направил собреќајќи и си избегал? Кажа да, тоа е точен одговор. Дали е точно дека не сте во добри односи со Жаре Бербер? Не, точен одговор. Дали е точно дека твои колеги те омаловажувале пред газите на локали каде настапуваш? Да, тоа е точен одговор. Дали имаше проблеми, да, тоест дали имале проблеми твоите родители кога се пишува се, кажа не, тоа е точен одговор. Дали е точно дека сегашна сопруга Ивана те научи што е љубов? Кажа да, тоа е точен одговор. 18 прашања, 18 точни одговори. Миро, уште едно од тебе, грати се без полиграф. Ако сакаш. Иван, ти го помина полиграфот, го помина тестот, ја кажуваш вистината. Благодарам на поканата. Јас знаев, но требаше и гледачите да се уверат. Благодарам на Канал 77, да. Благодарам на Миро Кацаров. Имате одлична работна атмосфера овде. Ти благодарам. Ги поздравувам сите оние во другото студио. Да, одлични, кои што нормално без нив немаш ова да биде така што се. Лайк, сабскрайб за повеќе јавни личности на Детектор за лаги, Канал 77, број 1 национално радио, само хитови. Ве поздравувам до следно видување. Чао.